Хеј, Пандамониум радио шоу, директно од ПИН, ден 2 за нас, ден 3 за ПИН. Здраво и добре дојдовте на сите на ова специјално издание на Пандамониум радио шоу од ПИН конференс. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче Екит Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко, здраво, Пандамониум радио екипа. Се надевам дека сте добро. Кој што кажа Дарко, директно од ПИН, ден 2 за нас. Ова е второ снимање. Трет тейк, да. Малце технички проблеми на самиот почеток, малце поинаков концепт, нешто кое што го планиравме за вториот пат, бидејќи вчера снимавме едно одлично интервју со еден многу добар шпански артист, Ед Мајер, која што е нова на сцената, која што креира интересна музика, нешто кое што можеби од целиот ПИН лајнап е најблизок до нас, поише до тебе, него ли до мене, ама како и да е нешто кое што можеме да го ставиме под тој бранд на Пандамониум радио шоу. Така да овде сме доени исто кои лани да направиме еден пресек на ПИН Music Conference со мал кевијат што тоа што ја и ти заради лични обврски немавме толку многу време да бидеме овде. Овде сме цел ден, ама ќе направиме еден пресек на сите ствари кои што сме успеале да ги фатиме. И ние нема да го направиме тоа, ние ќе ги поставуваме прашањата. Мислам дека ќе улета нашиот човек Харис, кој што бил овде, кој што ги слушал голем дел од панелите и ќе збориме за тоа. Секоја година го правиме ова различно, секоја година пробуваме да направиме нешто поинтересно. Сега со оглед на тоа дека снимивме многу добри интервју вчера, како што кажа Трајче со Ед Мајер, ќе го поканиме Харис прво да дојде да ни раскаже што гледаше и како си помина. После ќе ја свртиме на англиски, кога поканиме нашиот човек DJ Curl, можеби и DJ Fund, и ќе збориме на англиски за некои нивни диџејски искуства и како се проаѓаат викендов во Скопје. И на крај, бидејќи мислам дека ќе има доволно материјал зборење, ќе ги изгасиме светлата и ќе пуштаме малце музика. Така да не најавија оваа година како радио шоу и ајде да го смениме малце концептот и да го направиме нешто поинтересно. Кари, здраво, брат. Чекај. Здраво, Пандамониум, здраво екипо, Трајче Дарко. ПИН Music Conference, мој втор пат годинава да бидам. Годинава сум поактивно инволвиран во ПИН како гостин, бидејќи лани бев само последниот ден присутен и не бев запознаен со концептот на панели, на делегати и слично. Годинава одлучив малце повеќе да се ангажирам околу присуството на настаните што ги има ПИН. И можам да кажам дека е одлична прилика за најпрви за нетворкинг на букинг агенти, за едукација на нови артисти, едукација на луѓе што сакаат својата музичка кариера да однесат на друго ниво и да се запознаат со нови прилики и да едноставно да отворат нови хоризонти во нивната музичка кариера општо, дали тоа фестивалски агенти се, дали се продуценти, дали се тур менаџери, било што. Значи, генерално се што инволвира во музиката, бидејќи музиката не се само музичарите, туку се сите луѓе околу нив. Мислам дека на ПИН Conference може да се запознаат сите артисти со тоа што им го како на начинот на кој функционира индустријата и како тие може да се однесат себе си на друго ниво, запознавајќи луѓе што доаѓаат тука. Супер, многу ми мило дека лани дојде за прв пат и поминавме одлично и тоа ти оставило добар впечаток и те натерало и оваа година да дојдеш пак. Искрено жалам што не сум знал порано за ПИН, бидејќи ПИН се одржува мислам дека 10 години. 11-та година. И искрено јас како продуцент не сум гледал така на кариерата и слично, ама верувам дека многу луѓе имаат желба да се однесат себе си на ново ниво, гледајќи од тој аспект, и мислам дека ПИН е одлична прилика за нив да се запознаат со тој дел од музичката индустрија и го препорачувам на секој up and coming артист, дури current артисти што се да дојдат тука и да се вмрежат со сите тие луѓе што доаѓаат тука. Што сега да те прашам, што знаеме како си поминавме лани беше многу добро, на крај си испијанивме, само правивме лом, али
Као, за разлика од, мислам, не за разлика од лани, ама сега годинава знам дека поише учествуваше на панелите, кои ги гледаше, кои теми нешто ти беа од интерес. Јас направив неколку talking points. Кои артисти ги гледаше све тоа? Раскажи ни бидејќи кој што кажав ја на почетокот, ние ја немавме шансата да малце поише зафатени него ли тоа што требаше и не успеавме да дојдеме и да ние да направиме еден пресек, така да кажи ни на кратко зашто збореше и можеме од таму да тргнеме. Мислам зашто што гледаше, ќе збориме за тоа кои артисти и како се одлучи тоа да бидејќи знам дека има како цел лајнап и некогаш работи се дешаваат паралелно. Кои работи ги гледаше, што ти остави најголем впечаток, па ние ќе се надоврзаме на тебе. Најпрвин у четвртокот дојдов прв пат и бев на неколку концерти и шоукейси што беа на различни стејџови на ПИН годинава. Морам да го напоменам Бубакар Траоре, што е джез блуз музичар од Мали, кој има веќе 50 годишна кариера. Он свиреше во кино Фросина, имаше многу добар перформанс, салата беше преполна, луѓе преполни со импресии. Мислам дека како за првиот настан на кој што присуствував годинава, бидејќи мислам дека првиот ден нема толку панели, туку има најпрви музички шоукейси како отварање на самиот конференс. Петок и сабота се повеќе фокусирани на панелите. Абубакар Траоре беше одличен старт за мене реално, бидејќи не можев да си приуштам порано да дојдов толку на време за неговиот настан. И уште се задржав после тоа уште во афричката сфера на музиката, бев да ги посетам дечките од Киншаса, од Конго. Се викаат Фулу Мизики. Фулу Мизики е директен превод на музиката како ѓубре. И сега што беше интересно за нив како артисти, што целите нивни аутфити, сите нивни инструменти беа склопени од ѓубре. Треш фешн. Да, треш фешн. И сите нивни инструменти беа од ѓубре. Има неверојатна атмосфера. Мислам дека најлуда публика што сум видел на ПИН конференс до сега имаше на нивниот настан. Буквално енергија до крај. Имаше луѓе што правеа воз буквално. 40 пати направија круг, мислам дека преку 100 луѓе имаше у тој воз што беа и Браво стејдж шема, значи. Да. Браво стејдж, ама афро тайм, да. Афро тайм, афро време. После нив свира дечките од Pitchwise, македонски бенд, што исто така, да, има страшно добар стејдж презенс, страшно добри спремни момци што одлично звучеа. После нив свира Хелем Нейсе од Босна, што се реге ска рап фьюжн бенд, што исто така има одличен настан и они го затворија главниот стејдж фактички, у Dancing Hall-от на МКЦ. Во ВЦ-ата на МКЦ свиреше DJ Крис Тофу, пушташе музика, имаше многу луд драм енд бейс сет, што беше составен од така да наречам радиски хитови, ама представени у малце по драм енд бейс издание, имаше неверојатна атмосфера во вецињата. Да, многу добро звучи тоа. Кино Фросина исто така можам да го напоменам и Ла Фазани, дечко од Косово, од Приштина, што спаја хип-хоп и инди со албански фолк, што беше многу интересен настан за гледање. Он свиреше буквално после Абубакар Траоре и успеав некако да се надоврзам и со неговиот настап и беше одлично искуство. И од неколку артисти што настапува на МКЦ у клуб ресторанот стејџот таму, имаше артисти од Бугарија, Каке, што свира како некој broken beat funk, што беа одлични дечки, значи супер атмосфера направија. Директно после нив свира дуо Sophisticated, едниот дечко беше од нив со драм машина на стејдж, другиот беше со синтесайзер и свира некој future dubstep звук, ама во живо беше перформансот и беше одличен и целото нивно обраќање до публиката беше преку Talking Box и така разговараа, тие ги пишуваа зборовите и Talking Box разговараше со нас, така имаше доста едно интерактивно искуство со нив. После тоа можам да ги напоменам панелите на кои што бев до сега. Првиот панел што го фатив у петокот беше Vinyl Factory, што е исто така многу битен панел, за мене искрено најбитен панел за луѓе што сакаат да си ја промовираат музиката на винил, а тука се работи за нова винил фабрика што ќе се отвора на Балканот во 2025 година
и ќе биде уште подостапно за артисти од Балканот што ќе сакаат својата музика да издаваат на плочи и ќе биде со мислам поволностите што ги имаат артистите кога имаат винил фабрика на свој регион е многу подобро бидејќи артистите се тука приморани да одат од Северна Европа, од Централна Европа да ги нарачуваат плочите и со повисок тираж, тука ќе може да се приушти да се створи една микросцена на изданија што генерално заслужувале да бидат издадени на плочи, а не биле до сега. И мислам дека е нова прилика за нив како да се представат себе си во уште еден фронт на музиката што е кој што е винилот. Дефинитивно, тоа е многу добро за целиот Балкан, иако може би наша музика, мала како не, наша музика се дефинитивно му треба да се води на винил, али тоа е, извини што те прекинав. Али тоа е моментот што го збориме на сите дека премногу е дигитализирано сега се, што добро е да има нешто во физичка варијанта кога вадиш проект или албум или било што. Ако збориме за физичка варијанта, мислам дека винилот е најдобрата и нај можеби онака вреднуваната форма на прес, значи без разлика. Морам да ги шадам, го видов и Бојан овде Матра Куки кој што е еден кој што уствари дава на артисти да ги издадат своите изданија на касети, кое што е поише као новелти бидејќи 2024 е не дека сите имаме тейп рекордери дома и тейп декови, али винил е друга ствар, има ресурдженс последниве 10-15 години веќе луѓе кои што меѓу нас од нашите генерации нормално да наследиш ко колекција на винили од твоите е една работа, друга е веќе кои што изданија кои што не знам можеби се 10-15 години стари веќе добиваат репресес и онака можеш да ги купиш. Тоа овде е недостапно, значи е многу тешко, така да ако си ко артист и сакаш да инвестираш во тоа и да извадиш на пример да испринташ 50 такви изданија, мислам дека може да биде добро бидејќи не знам, ко артист мислам дека сигурен сум дека ако ќе најдеш 50 луѓе кои што ќе те поддржат и ќе ги купат тие винили. Ме разбираш? Имаш во форма на приордер, ги нарачуваш, добиваш некоја бројка онака у глава која што можеш да си ја дозволиш, се договараш со фабриката и ги принташ. И за тие 50 фанови ќе биде таман. Ме разбираш, тоа ќе биде најдобрата форма на како они тебе ќе може да те поддржат кој артист. И мислам дека даваш дополнителна вредност на самиот проект. Со тоа што имаш такво издание. Баш го зборевме нели ја и ти тоа дека мора да си има нешто со кое што може да се обележи. CD е као најстандардното нешто, иако ако сакаш официјално CD, исто, не можеш у Македонија, мораш да идеш некаде у Бугарија или Белград, мислам дека најблиско кај што можеш со код, со серијски код да извадиш онака CD кое што ќе биде регистрирано. Ова е истото тоа, само е во винил форма и многу ми е мило дека добри вести се, бидејќи едно е кај нас, сигурен сум дека во Србија тоа ќе биде многу добро разработено, бидејќи веќе имаат многу активна сцена, има артисти кои што се онака вреднувани, може не се толку многу познати, ама се артисти кои што луѓе ги слушаат по дома и на пример единствениот начин е да ги поддржиш така. Ја на пример се гледам каде што би можел да дадам 30-40 евра за некое такво парче музика кое што можеби ќе ми значи од македонскиот свет. И генерално добро е да се знае дека не е единствената фабрика за винил на Балканот, туку има и други фабрики што работат. Тоа има во Грција, има во Хрватска, има во Србија винил пресинг фабрики што вршат дистрибуција, значи и за артисти што не се само од Балкан, туку фокусот на новата фабрика за винил ќе биде повеќе фокусирана на Западен Балкан и по-ниш лейбели што ќе вадат и по нискотиражен материјал. И тоа е позитивната работа за нив, бидејќи ако сака некој артист, например, да отиде во Германија да испечати нешто, тој ќе биде лимитиран со 500, со 150, со 200 парчиња, не секој артист што сам си ја финансира музиката може да си го дозволи тоа. И генерално е многу попријателски настроено кон такви артисти, мислам им посакувам успех во тоа генерално. Дефинитивно. Друго, што гледаш? Исто така може да ја спомнам девојката Адмаер, што беше, јас ја гледав во живо, во четвртокот имаше одличен настап. Настапуваше во МКЦ клуб ресторанот, баш после Дечките Sophisticated беше она, што свира лайв перформанс. Имаше многу добар стейдж презенс, така еден вид на Росалија беше. Девојката од Барселона имаше многу луди песни, луд стейдж презенс, можам да кажам дека имаше аурата на звезда, што се вика, и посакувам многу успех во кариерата генерално. Направивме многу добри интервју со неа, ќе биде достапно или во исто видео со ова, или во друго видео посебно ќе видиме, али интервјуто е топ и
девојката е стварно. Денес во сабота присуствував на еден панел кај што разговараше Алекс Найтингел, менаџер на Chemical Brothers, кој коинцидентално е син на Ени Найтингел, што е првата женска радиопрезентерка во Велика Британија, која што има промовирано најпрви фанк музиката, панк музиката, диско музиката и има страшно портфолио на во музичката кариера. Генерално она е една од кривците што панкот се има пробиено во комерцијалната сфера на музиката во UK и пошироко. Алекс Найтингел ја почнал неговата кариера со менаџирање на Oasis како бенд. Бил исто така тур менаџер за New Order, не бил главен тур менаџер, но бил дел од екипата. Има менаџирано Chemical Brothers исто така и со нив е веќе преангажиран. Интересен беше неговиот инпут од кариерното портфолио што го имал до сега, како разговараше за целото негово патешествие, како е да се биде тур менаџер, како е да се биде букинг агент на голем бренд како што се Chemical Brothers. Ние не сме да се заборави дека тие се страшно голем бренд во електронската музика. И така, добар ток имаше. Коинцидентално во исто време се одржуваше овде во галеријата Listening Session за музичко видео, на кој што за жал не присуствував. И инволвираше многу артисти што дават песна, каде што студио од Словенија визуелно ќе одбере 3 од тие песни да им направи музички спот. Да, победниците Македонија, се од Македонија. ги помешал. Да. А студио од Македонија. Да. Извинете, добро. Да, извини, ги помешал. Фала Нела. Кои беа победниците, ако може да знаеме? Дина Јашари Јашари. прво место. Второ место Мојра. Значи сите сме ги тепале ние. Браво за сите. Тоа Браво. беше Браво, теј big кој up ја го Македонија. чувствува дека уствари на крај Браво. три македонски артисти успеале да го земат, што е многу Да, одредено. и генерално толку, јас мислам, толку ми беа можностите да го обиколам настанот целосно и секоја година сум се поимпресиониран, генерално, да. Ќе видиме вечер. Kitchen Stage Knows. Дефинитивно. Kitchen Stage Knows. Дефинитивно. Да, Види, така. ја морам само ова да го кажам. Ова све што го кажа и тоа на пример конкретно и со Nightingale, пак е благодарение на Пин. Мислам дека ова е единственото место каде што ќе можеш ќе можеш да имаш ваков takeaway од стварите. Мислам као се гледа дека Харис учествувал многу поише него ли ние, онака и као се гледа дека викендов го има поминато овде. И многу ми е мило дека е тоа така еднаш годишно се дешава. Мислам дека не треба да се пропушта доколку си фан на музика, доколку сакаш да се инвестираш поише во музиката кој артист или кој што и да, бидејќи не е само за артисти, туку е за било какви луѓе кои што се во позадина на целата сцена, така да ако си aspiring, не знам, менаџер или што и да, мислам дека ова е правото место за тебе, бидејќи единственото место каде што ќе можеш да упознаеш такви луѓе од тој калибар, од тој свет. Многу ми е мило дека си имал такво добро искуство, добри ствари си фатил. Штета дека ние не можевме да присуствуваме на сето тоа. До година? Секако. Али морам да кажам, ова за прв пат нас, барем од овде, имавме малце ние поинакво искуство, бидејќи го споменавме на вчера, разборевме со Адмајер, ама морам да го споменам пак дека онака девојката од нигде никаде, вајда нема проверено и дали во делегати, дали во подкасти у Македонија нема најдено онака како хип-хоп подкаст и сама ни reach out од нигде никаде ни пиша на Инстаграм. Ја проверивме музиката со Тарко и се договоривме и знаевме дека иако ни беше out of schedule дека мора да дојдеме и да направиме едно интервју со неа, бидејќи е прв интернационален артист кој што онака нема пишано на Инстаграм и има кажано ве почитувам за тоа што го правите видов. Иако јазичната бариера е тука, имаме неколку епизоди кои што се на англиски и можеш да вонака да видиш што правиме и како правиме, ама многу ми е мило дека уствари добивме онака артист кој што е доволно е многу поише од тоа што го имаме ние видено, дека вложен во својата кариера и неизе колку уствари беше битно да се види со нас, да направи едно интервју, колку и да е незначајно in the grand scheme of things, и беше неизе важно во тој момент да се деси тоа и многу ми беше мило, така многу добро искуство, бидејќи конечно
реално е една валидација за нас за тоа што го правиме и многу кеф ми направи. Едноставно кога искочив и од работа, морав, си реков окей, ќе дојдеме, ќе снимеме, мора да се направи тоа. Штета што не беше денес овде. не беше денес, ќе беше. Да, ова ќе беше многу поинакво шоу, али морам да кажам, мора да го изгледате, доколку онака ви интересира, сте артист. Сите работи кои што искрено ја барам во мојот ум ги имам за еден upcoming артист, за сите тие работи кои што еден артист треба да ги прави, ги чек на сите точки. Значи многу јак пристап кон музика, многу онака вложена со чиста визија и правец за кајтера и што прави. Звучеше комплетно, морам да напоменам, значи у настапот беше инволвирана до крај и тоа го звукот беше пренеси одличен, умува. свеж звук имаше. Не Тоа беше го ништо, пренеси ништо, го умува. е нешто што буквално можеш сега и на радио да го пуштиш и да има константна ротација. Многу огромен шараут за Admire, се надевам дека ќе ја видиме некогаш. Следен пат дали во Македонија или некаде у светов. Така да, како завршна реч, предлагам значи на сите што се музички ентузијасти, не само артисти, продуценти и слично, да дојдат на PIN Conference. Благодарам, дечки. Тоа е тоа. Харис, фала ти многу, брат. Фала и на вас. Се надам дека зборовите на Харис беа доволно јасни и гласни, дека свативте како можеме човек да се помине на PIN и дека тоа ќе ве натера следна година се пријавите да дојдете и да присуствувате на сите панели и да ги посетите концертите на PIN. We switch it to English now? Yeah, we can switch to English, yeah. Up next, our friend DJ Curl. Fund as well? Yes. Woo! Please welcome Switzerland's finest, Schaffhausen's finest. Toby. So, these guys are, first of all, very good friends of ours, and later, amazing DJs, promoters, and everything else in the music, in the hip hop scene in Switzerland. And they visit us. Tobias has visited us many times. Curls is second time in Macedonia, but they're here for the whole weekend. And on Thursday, we did the official PIN after party in Stanica 26. So, welcome. Good to have you back, and good to have you on the podcast as well. Yeah, thank you very much. Thanks for having us on the Stanica party again. I mean, it was amazing. The crowd was amazing. The club is amazing anyway. And the Short Shot teams is like really good. Like really, you have a lot young and really motivated people over there. And yeah, it was great. Toby, you gonna speak or no? Yeah, it's okay. How are you? Welcome back, and Yeah, thanks for being here. yeah, always nice. Same like he say. I love it to be here. I think it's 10 years. I was first time here, and yeah, still crazy crowd in Stanica. Very good friends, really good. I call him like brothers, really brothers here. From Pancho, Irie, Nasty, Activity, and yeah, I'm blessed to do it with some younger DJ from Switzerland. I manage now for 4 years, so second time, yeah, still very successful. Yeah, I'm very blessed. Yeah. Yes, thank you so much once again for coming. I want to let you have a question, or you want me to? Yeah. So, just like, okay, you've been here many times, but how are you feeling in Macedonia? How do you like it? Do you have a good time? What do you like? What you don't like? And how are you just feeling? How do you spend your time this time and the previous one as well 2 years ago? You like it? Yeah, I like it. I mean, I like it anyway to leave the comfort zone and to go to another club, go to another country, and see what the people like or try to catch the vibe. And it's like it's different, of course. Like we spoke about the time, the last time again. Like you have to close at 4 o'clock. That's something we are not used to it. And you open at 12 o'clock, so just 4 o'clock party. But what I really like is like we try to really push like the 4 hours forward. So 4 hours, or let's say 3 hours, full of energy, and just like a short closing, a short opening, and then yeah, I mean that's what I really like. That's great. Yeah, Before you came here, you was traveling Far East. So yeah. you went to Japan and Philippines. You was playing music there. How was it? Yeah, it was amazing as well. I mean,
yeah, especially in Japan, it's like a different culture. I think the temptations are not so big like in Europe or in the States, I guess, in terms of yeah, girls and boys and drugs and alcohol. So the people are the people are really focused and they are really like serious and like really, I mean, we are serious too, but they are really good in what they are doing. So yeah, I visit a lot DJs. Just I went to clubs and see their sets. And man, yeah, they're amazing. Like the whole culture. I mean, they don't speak English very well, so that's what I'm wondering how they can like be so deep in the material. Like In the even, music, you mean? yeah, I mean, like in the whole culture, you can find some crazy vintage clothes over there. I found a shop, and the owner, like, he bought the original chain from Nigo. Okay. So, however, he ended up there. So he had the original chain. I wear it actually. So and yeah, like he had some crazy stuff and some, I don't know, Drake, Chrome Hearts, Levi's jeans, which are like really limited and stuff. And yeah, just like, of course, like vinyl, like records. They have a lot of record store and like some listening bars where they play like crazy samples of the music we know or I know. And yeah, I was surprised because they don't speak English that good, but they are still like really deep into the whole thing. And especially hip hop. It's like a big thing over there. I wanted to ask, like, what did you play there? Like, as opposed to Europe, Macedonia, and Switzerland, what was the vibe like? Like, what did you play? What did the Japanese DJs play, and how did they receive the music? Because you two both have like very distinct styles when it comes to music. I've had the chance to. I wasn't in Stanica 26. Shame on you. Yeah, this week, but I was last year, and like you do mix a lot of stuff. So how did they respond to it, or did you have to accommodate that with, hey, these guys do not listen to this type of music very much, but I'm still gonna play it, or I'll have to throw in something that they have. So like, what was the reception like on your set whenever you played in Philippines and in Japan as well? So in Japan, like, yeah, first of all, they have dancers, like female dancers. So that's like a big deal over there. And it brings like a different energy. I don't know, like they show up for 20 minutes and they dance then. And of course you have to, yeah, play for the dancers as well. So as soon as they show up, you have to, yeah, like play some danceable music. And yeah, of course, I played hip hop a lot, but as well like up tempo stuff, like yeah, house and some tracks which are going for drop. And yeah, man, you just have to play really fast because they go up and down, and they don't really care about the tempo. They're just play the song which they like feel, and then they can go through like 3 tracks like up and down. And I mean, of course they make transitions, but like really fast. So yeah, it was all about like all of styles. Of course they have some American tourists as well, and you can play for them like 10 minutes. Yeah, it's like overall. Sounds good. Sounds good. I mean, yeah. I wanted to ask one more thing. How did you come about going there and like booking the stuff? Like, did you have a special process? Did you have contacts? Because I would assume it's the same way as you two got in touch, like Sure Shots and you guys through the agency. How was the booking process? Like, was it a one-time thing, or did you happen to have somebody over there and that they invited you, as like Sure Shots does once a while? Like, what was the process like in like booking? And is there any connection where like a DJ from Japan might come to Switzerland? No, not yet. But no, it was like always if I go to a place to visit, like for a vacation, I try to play there as well, at least once. So yeah, I had like a contact via Instagram to a local DJ, and yeah, I just text him and he checked out my stuff, and then yeah, it works out luckily. But of course, it was not that easy. But I put
a lot of effort to play there, of course. And yeah, it was the same for the Philippines. So I knew a guy from Zurich, and he just gave me the contact, and we were talking and chatting and just like, yeah, to try to work it out. But of course, like there are there are a lot of DJs in on Instagram, I would say, and it's hard to contact, because So you mentioned Philippines. How was that experience? Completely different from Japan, I assume. Yeah, it was a difference because like it's a third world country, and you can feel the roughness. And it was like a crazy night because I played in a beach bar, like it was a beach bar club, something in between, and it was my birthday as well. And it was like 100 degrees in this club, and everything was recorded like with some GoPros, and it was just amazing. And I really could play like the stuff what I really like. Of course, some island stuff and Afro and things like Some that. reggae as well? Say it again. Some reggae? Yeah, Reggae I played some reggae for the closing as well. It was like, it was mind blowing for me. It was really nice, and the people over there, they are just like amazing. And they speak English. They learn it in the school since the beginning, like since the first class, they practice English. So they are really into Afro music as well, into African music, I would say. And they can understand and they sing along, of course. Yeah. But it was amazing. That one was amazing, yeah. Pretty much like Spain. When we talked to Admire, she told us that rap is not very popular in Barcelona right now. So it's more like going towards like Afro beats, reggae, dancehall, reggaeton. Yeah. So it seems like where it's sunny, like the more south you go, the more tropical you get. Like the African music is the way to go. So. Yeah, and they both of them can speak about it because I speak about it a lot. It's completely new vibe, some fresh energy, some fresh vibes, some fresh stuff coming out from the African sound and Latin sound. Tobias also is very big into the El Alfa and all the Puerto Rican and all the Dominican. So you can talk about it just from a perspective of a DJ. How do you think the music and then because we talk about it, the Brazilian song as well last night. It has changed a lot. It has changed a lot from hip hop only, not hip hop only, but we used to play a lot of hip hop, and now the sound is not very fresh, and we have a lot of different fresh sounds. Hip hop is still fresh. It's not about that. I think it's also have to do with like the whole business going to streaming with Spotify and Apple Music. You have, and also the technology. 20 years ago, you afford a lot more money to record a song, to put the song out in the world, and now you just need a laptop, and then you can go on a. Oh shit! Sorry. Think you about the can word. go you global go and viral. directed to Spotify, and everybody can listen to it. So I think so in the third world, like especially Africa or Brazilian or other countries, you can go more viral with your music to the whole world with the new technology. And for sure, these people have a lot of energy. They're very authentic. I love authentic music, so a lot of DJs also love it to play authentic. The crowd love it, so you feel the energy. So I think that's the result of this. Yeah. Yes, I think as well. You can feel the raw energy. You can feel the raw authenticity even if it's not made that good. Even if the sound is not perfect. Even if the production is kind of clipping and stuff like that. Yes. It still has the. It's still a part of the authenticity. Also with YouTube, you can see this. You see this artist. You see his style, the aura, the character. Yeah, we will play some after we finish the talk. But hip-hop is still fresh. It's not about that. You also can see hip-hop influence in all of this music. Also in house music and techno music, you can big techno sounds. They sample Shugwan, and then it's going rival on a techno hit. It's for me still a hip-hop record. Yes, for sure. It's nice. Yeah.
Trajce? I think Well, I missed your set in Schaffhausen, and I would like to ask you, like, how was it for you? Like the same question. What was the big difference for you, and how did you enjoy it? How was the temptation over there? it was very good, but Tobias got us a big bottle of vodka and limetta. Of and water, or sparkling what did you water, say? yeah, and, Vodka or water? Vodka. Ah, vodka. Okay. The Zimi bring the limetta and the sparkling water, and we Shout out to we Zimi. go crazy, you know. No, it was an amazing experience, and thank you guys for doing that for us. Me and Pancho went there 3 weeks ago. 24 hours madness since the arrival. Yeah, we had an amazing time and amazing night at Orient in the Intercity Club Festival. I think we did a good job, all of us that we played the night, because we had the job was to make the people dance all the time and keep the energy going. So everyone, I think, got his own twist and his own taste, but still got the people dancing. And it's a bit different when you compare it to Macedonia, and especially the crowd in Stanica, because in Stanica, I think we have the crowd like watching the DJ play, and they have a lot more interaction in a way. While in Switzerland, on that night, especially in Orient, it was like people was dancing with each other on the dance floor, and everyone was dancing. And like the most important thing was to keep them dancing and make them dance more. And I know what fun. you mean. So I think we did a good job. Toby can say if we did it or not. But I'm happy that we had the chance, and I think we gave our best. And it wasn't the set that we was planning to play, but you have to play for the people, for the crowd, always. What did you plan? Like, or which direction? Like more hip hop? I guess. Yeah, I have many times I have prepared a set, and when I go to the club, you cannot play it. So at the last years, I stopped doing that. So I had few directions in mind, depending on what the crowd wants. But this one wasn't on my mind, to be honest, because we didn't get to play some of the stuff that I like to play here, like the 70, 60 BPM, the more trap stuff, the more drill stuff. Some Jersey club as well, some Rich Baby Daddy and stuff like that. I didn't play it. I didn't feel it was the right music to play. We kept the music a bit more up tempo, like 90, 100, 110. I played some on piano, which we don't get to play here, so it was a good thing to play. And also we have some fresh songs now that are kind of good with the Major Lazer and Tion Wayne one. I think it's a crazy one. One of them is one of my favorite tunes at the moment. So. Yeah, it's a good challenge, and for a DJ, it's very good to play in different cities, different clubs, different places, because every crowd is different. Every night, every crowd, every club, every bar is different. So the more you play different stuff, the more you can grow as a DJ, and it's the experience. Sometimes maybe you will miss the night, you fuck it up, but it happens, and you learn from that, and you become just a better DJ. That's why they say the older the DJ, the better the DJ gets. So he's the best one, right? Yeah, he's the best one. Yeah, Oldest one, Fundis, yeah. One of the best, for sure. I don't know how long we have kept going right now. I think we're good. If you want to say something else, I don't want to keep them because we said 10-15 minutes, so I think it... All good. Yes. Thank you. Also, you two guys, all the people here. Thank you also for this music conference, to be a part of it. When I read it, I was really happy because it was an official after party. Yes. So I like stuff like this. To bring people together around the world is very important. Yes, I'm very, very thankful, very blessed. Yeah, thank you. Thank you so much for coming, and I hope you enjoyed Macedonia in the next hours while you are here tonight and tomorrow as well. We will. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, guys. That was all about from us, from the talking. I think we'll just shut down the lights now and play some music. If you like it, you can stay here. You can get a drink. We'll use like 30 minutes, 40 minutes selection. So thanks to everyone for coming. Thanks for Nela, Password, the whole crew. Thanks to Haris for the amazing recap of the conference. Yep.
and thanks to everyone that is here to listen to us and follow us. Pandemonium Radio Show, we started the 5th season this week. We are on again, so we stay in touch. Visit our Discord channel, our YouTube channel, Instagram, Spotify, the playlist, we're bringing them back. So, and we are preparing something else and more interesting for the Instagram page as well. So, stay in touch and try to have something else to say, or we can finish here. Yeah, I'll just continue in Macedonian. Фала ви на сите што дојдовте, фала ви на поддршката. Сезона 5 почнавме конечно, иако малце касневме, али кој што кажа Дарко, спремаме нови работи, малце поише се ангажираме за околу проектот, сакаме да го вратиме во своите glory days, онака која имавме и активен Instagram page. Така да ви благодарам на поддршката, доколку има некој заинтересиран, морам ова пак да го кажам, доколку има некој заинтересиран и сака да придонесе некако кон Пандемониум Радио, слободно може да ни пише, да не исконтактира со својата идеја. Ние сме отворени за колаборација и за соработка, така да благодарам уште еднаш. Се одјавуваме од Pink Conference 2024 до следната година. Фала ви. Тоа е тоа.